Благодарам, почитувана председателка, благодарам колега на репликата. Добре што вака кога зборувате во одредени моменти се сложувате и тоа е за поздрав. И генерално јас реков дека провијува поголем број на пратеници со дискусија од незадоволството на ваквиот начин на избор и потребата на уредување на изборот на уставни суди. Значи, ако овдека најголем број на пратеници, без разлика на дали се опозиција или власт, се сложиле дека е потребен закон со кој што ќе се доуреди начинот на избор на уставни суди и критериуми пред се, што е многу побитно за избор на суди, мислам дека ова не треба да остане само на дискусија или на наше меѓусебно согласување, туку тоа треба да го преточиме на дела, затоа што во ова собрание се изнаслушавме на убави сладки зборови, меѓутоа ги нема дела. И сега мора да ви кажам дека се ова што го зборувате вие, јас сакам да верувам дека е така. И сакам да верувам дека ете власта, СДСМ, дуи не сакат да го држат судството под свое заложништво, дека сакаат да се департизира, дека сакаат да нема политички влијанија, ама кандидатите кои што СДСМ ги предложило го негираат тоа. И сега, за да не ја ширам дискусијата, кога ќе дојдат тие кандидати, ќе се изборуваме за нив, останува моментот во што добро што се сложивме дека треба да седнеме, ние понудивме рака за диалог, треба за овие начин избор на уставни суди да се договориме и да го отргнеме партиското влијание. Она што останува од нас е тоа да го артикулираме во дело и да го види светлото на денот. Меѓутоа, изборот на Кацарска никогаш не може да ме убедите дека е непартиска работа. Начинот на кој што ги донесува одлуките Уставниот суд никогаш не можете да ми кажете дека не се под влијание на владата, така што и ова што вие го правите сега, на начинот на кој што ги избирате овие уставни суди, исто така оди во прилог на таа аргументација. Во делот на времетрењето, вие ќе мора за тоа да си поразговарате во вашата пратеничка група, затоа што опозицијата немаше некакво битно влијание во делот на одоговлекување на изборот на уставните суди, ако бидеме реални. Имаше функционална комисија која што моментално заседава за прашања за избори и именувања, вас не ви се допаѓаше составот на пратениците, затоа што еден колега од позиција поминал во опозиција. И вие, доколку предлагавте кандидати кои што се со кредибилитет и против кои што немаше никој против, апсолутно дека сите едногласно ќе ви ги изгласа. Меѓутоа, сакате нешто да зацкриете, па најпрво спроведовте операција за променување на составот на комисијата за прашањата на избори и именувањата, за да можете сега со надгласување да ги изберете кандидатите кои што вам ви одговараат. Ви благодарам.